Агенцијата за храна и ветеринарство на 15 септември започна кампања за орална вакцинација на лисиците. Имено оваа кампања траеше до крајот на месец септември, а исто така од Агенцијата за храна и ветеринарство е напоменато дека по завршувањето на оваа кампања, 3 недели по завршувањето на вакциналната кампања, ќе се спроведе контрола за успешноста на акцијата, односно поствакцинален мониторинг. Зашто поточно станува збор, односно што подразбираме под овој вакцинален мониторинг, поствакцинален мониторинг и за каква кампања поточно станува збор, истата која што започна на 15 септември. Ово утро разговараме со мојот денешен гостин, господин Миленко Симовик, доктор по ветеринарна медицина од секторот за здравствена заштита и благосостојба на животните од АХВ. Да му посакаме добро утро. Напомена во самата најава всушност дека од 15 септември започна оваа кампања и имено истата е завршена. Зошто е важно да се одржи една ваква кампања и зашто поточно станува збор? Кампањата започна на 15 септември. Првично беше предвидено да заврши на 26 септември, но поради неповолните временски услови кампањата се пролонгираше за некој ден и заврши на 30 септември. Ова е 21-ва кампања на орална вакцинација на лисиците во нашата држава. Кампањите се спроведуваат од 2021. Последната претходна кампања се одржа во мај 2023 година. Со оваа кампања дистрибуирани се вкупно 450.000 вакцинални мамки. Кампањата се спроведе со воздухоплови од типот на Цесна и Пайпер, со однапред утврдени траектории на движење, односно определени рути на летење, каде што растојанието помеѓу две траектории, односно рути на летење е 500 метри и целта е постигната да се дистрибуираат 20 мамки на 1 квадратен километр. Овие вакцинални мамки, на кои територии поточно можеме да наидеме на нив и како всушност изгледаат, како да ги препознаеме, дали се всушност опасни за нас луѓето? Вакциналните мамки се дистрибуирани на 86% од територијата на нашата држава. Дистрибуцијата на мамките не е спроведена во населените места, на водните површини и на планините со на места со надморска височина повеќе од 1700 метри. Значи, 86% од територијата на државата, на 9% од планините не е спроведена, на 3% од вкупната површина на државата од водните површини и на 2% од населените места. Оваа кампања се спроведе од спортскиот аеродром во Штип. Во минатото се спроведуваше кампањата и од спортските аеродроми во Скопје од Стенковец и во Битола. Инаку мамките се со димензија 5 на 5 сантиметри, изработени се од рибино брашно, со исклучително интензивен мирис, со цел да ги привлечат лисиците и другите диви животни, а во средината на мамката се наоѓа вакцината во капсула и исто така се наоѓа антибиотик тетрациклин кој служи како маркер. На самата вакцина има налепница која што значи не допирај и пред почетокот на кампањата ние укажавме преку медиуми, ги информиравме граѓаните да не ги допираат овие мамки, а доколку ги допрат, веднаш потоа да ги измијат рацете со вода и со сапун. Исто така препорачавме да домашните миленици не ги конзумираат овие вакцинални мамки, затоа што постојат медицински докази дека овие вакцинални мамки предизвикуваат гастроинтестинални
пореметувања, повраќање, запек, меѓутоа не предизвикуваат животно загрозувачки состојби. За тоа укажуваме дека вакцинацијата на домашните миленици, мачки и кучиња се врши од страна на доктор по ветеринарна медицина со парентална апликација на вакцината. Најавивте дека по завршувањето на оваа кампања, 3 недели по завршувањето, следува тој поствакцинален мониторинг. Што поточно подразбираме под овој термин? Под овој термин подразбираме да утврдиме дали е постигнат соодветен имунитет кај популацијата на диви животни, конкретно кај лисиците. Ќе се спроведе преку земање на примероци од страна на ловните друштва, националните паркови, јавното предпријатие Национални шуми. Морам да кажам дека со сите нив имаме исклучителна соработка и во наредниот период планираме еднодневни работилници со цел да ги запознаеме ловците и сите засегнати страни како да ја препознаат болеста, како да ги земат овие примероци, како да ги спакуваат, како да ги означат и како безбедно да ги достават до референтна лабораторија. Во лабораторијата се прават 2 теста, флуоресцентен тест на тетрациклин и серолошки тест. Тестот на тетрациклин е само показател дали лисиците ги конзумирале овие мамки, затоа што тетрациклинот се депонира во зъбите и во коските и со методата се утврдува дали има присуство на тетрациклин или не. Додека серолошкиот метод ја потврдува успешноста на вакцинацијата преку одредување на титарот на антитела. Напоменавме за успешноста на самата вакцинација и за тоа дека за важноста всушност на самата кампања. Пред самиот крај ќе прашам и дали всушност е во план да се реализираат и други кампањи до крајот на оваа година. Да, оваа година исто така планираме кон крајот на годината да реализираме уште една кампања, меѓутоа во моментот спроведуваме консултации со европски експерти од областа. Доколку имаме утврдено позитивно мислење за реализација на оваа кампања, ќе ја спроведеме во декември. Ве благодарам многу за сите информации што имавме можност да кажеме на нашите гледачи за каква кампања станува збор и се разбира за сета онаа важност која што произлегува од неа. Благодарам уште еднаш. Се надевам сите информации беа добредојдени утринава за нашите гледачи. Се гледаме повторно со нова тема од терен и се разбира интересна за сите.